Со каков успех, со колкави бројки можете да се пофалите за овие 5 години на надписи и сите други активности? Горди сме што обуката за младите јуниор википедијанци поминале над 130 ученици кои што се оспособиле да преведуваат статии на Википедија. Имаме организирано 4 работилници и една напредна обука за уредување на Википедија со возрастните членови, кои што се дел од Вики клуб Велес. Можеме да се пофалиме со над 7000 статии преведени во овој период на македонски јазик. Имаме поставено над 200 фотографии, а за Велес, конкретно, сите статии кои што беа за училиштата пишувани се надополнија и со тексти и со фотографии. За климатските промени кога беше за град Велес во соработка со Вила Зора се напишаа над 30 статии и се поставија над 150 фотографии од како почнало еколошкото движење во Велес па се до денес со сите проблеми кои што градот се соочувал. За сите значајни личности кои што потегнуваат од град Велес или моментално живеат тука, а се афирмирани наши сограѓани, се напишаа нови статии со податоци и нив сите ги има на Википедија и тоа се некаде околу 40 на статии нови и во тој дел. Како продолжувате? Продолжуваме цврсто напред, затоа што ние сме волонтерите кои што сакаме македонскиот јазик да се зачува, поточно историјата да ни се зачува. Сето тоа го правиме низ работилници кои што ги одржуваме дали со децата, дали со возрастните. Се одржува таа работилница и после се пишуваат статии на таа тема, се создаваат нови или се преведуваат од веќе постоечките говорни подрачја на Википедија. Интересно е што оваа година ќе ни биде тема за неетчиството, а Велес е град кој што имал богат за неетчиска историја. Се надевам дека во соработка со музеот и со другите институции ќе имаме точни информации кои што ќе ги вклопиме во статии со кои што ќе може градот да си ја зачува својата историја. Благодарам.